Денеска се дружиме со мене Јанаки и Емил во подкастот Основано сомнение. Чест ни е да ни биде гостин еден од најетаблираните новинари во Република Македонија, Горан Михајловски. Здраво. Сакам да кажам, како се вика Основано сомнение? Основано сомнение се вика. Тоа е некој правен термин од кривичното право кој што така го искористивме. Како има, односно јас го предложив. Емил се согласи. Добре дојде Горан и многу ти благодарам што прифати поканата да бидеш вака да ни го скршиш мразот на овој подкаст. Ајде, валјда ќе тргне после ова. Ќе видиме, валјда ви носам среќа. Да се надеваме. Само што не знам што ти значи основано сомнение и што ви тегна на основано двајцава. сомнение е Што ви тегна на двајцава да ни се мешате сега во штип. штип. Да зијам од колачот. Види, има подкаст подолго време имам идеја. Меѓутоа у последнава година некако има хиперинфлација на подкасти, па и не знаме да си го најдеме местото под сонцето веројатно. Препознатлив си, односно си најпознат, си бил нели главен уредник и на печатени медиуми и на медиумов кој што го водиш. Меѓутоа си најпрепознатлив по колумната Сакам да кажам, која што, ако не се лажам, од 91-ва континуирано излегува? Да, од 91-ва, па сега правев многу 34 години, од 91-ва, да, 12 јануари. Значи, тој уште во комунистичка Југославија ќе му даде. Да. Па веќе бевме веќе распаѓаше, декларацијата за независност првата колумна беше јануари. Фактички во првата колумна се спомнуваше Глигорија Гоговски премиерот. Тоа беше веќе последниот премиер. Крај, да, знам да го последниот. Така што да. А колку колумни си излезен имаш вака некоја? Од прилика над бројка? Над 1000 и нешто. Над 1000. Има архива таму. Има архива. Може да се прочита. По бројчето да се види, ама повеќе од 1000 се. Види, секој петок навечер сум ги, односно секој петок сум ги пишувал кога излегуваа во саботните изданија, прво во вечер па во. Памтам во вечер дека беше. Значи петок ми е денот кога се пише колумната, а сега за да продолжам како традиција од 9 години откако напуштив печатен медиум, исто за да продолжам традицијата, ја пишувам петок, така да петок навечер излегува. Тоа е малце глупаво да ти кажам, зашто? Сите во петок, знаеш, Не, afterwork петок, afterwork ова, она, све јас ја седам и пишувам, уште се мачам. Па после тоа, нели, подкаст, па мораш да го снимиш, па едно, па друго, знаеш. Тама си напишал, са ајде уште и да го снимиме. Знаеш што прочитав интересна работа, мала дигресија кога спомна за Afterwork. Afterwork го викат е измислица на државна администрација. Кој бре викат заработи приватно, сака да иде на Afterwork, вика да ги гледа исте фаци, вика. Возам на кај дома, вика. Едвај да стигнам дома за Afterwork. Значи, ако добро те разберам, се дека ќе му дое трет медиум на кој што излегува. Да, вечер, вест, па. Мора да ти кажам, не сум не менувал многу. Одамна ја читам твојава колумна, бидејќи јас сум пишувал своевремено колумни, чат пати сега пишувам. Ми било како узрок и знаеш кога почнав да пишувам, сега беше добар ти оној концепт 1 2 3 4 неколку битни нели точки, настани точки во неделата. Да заокружиме неделата ако можеме, да. Па не, ја не се знаеш, ептен ќе беше копи пейст така, но една колумна ја памтам и мора да те подсетам, ако не се лажам беше 98 кога или не, 99 само што дојде во да најдеме каде која. Да, во вечер беше уште и ја многу добро памтам, ја читав на пат на кај Штип кај баба ми кај дедо ми кој и имаше тоа што излезе афера, сигурно памтиш подобро од мене. Дека Клюсев со некоја демек нешто као швалерка. Не, со контейнерите дека кога бегал па контейнери нешто така. Некоја љубовница, па ти се навраќаш дека пред 2 години му извадиле и на стариот Глигоров дека со некоја актерка бил. Така да, така. И ти имаше као демек и двајцата Штипјани оф Дончо Штипјанче да го помниш да. Онака ептенизм, јас редовно ти ги читам, мислам вака без влакна на јазик, баш како што треба. Многу памтам, за жал. За тоа е тоа. За жал. Па мислам за жал за мене. Имаш ли вака да ни даеш поомилени колумни? Сам многу се наброи, меѓутоа би извели. Не знам, не би можел да ги одвојам. Мислам, зависи што си фатил, како си фатил. Некогаш е многу тешко да ги напишеш, бидејќи некогаш не, едноставно, или немаш инспирација, или ништо не се случило, нешто што ти фатило за око. Ми било тешко, например, кога не сум во Македонија, тогаш ми е тешко, кога не сум на работа, ако сум негде на пат или тогаш малце потешко ги фаќам работите, па се слушам со пријатели. Имам пријатели што се случило, како се случило. Тоа се и други времиња се не е 99 има да дадат некоја досетка и така нешто. И инаку
не знам, некои колумни сам не сакам да си ги читам, да ти кажам право. Значи не ми се допаѓаат. Знам некогаш дека не ми е убава колумната, ама за тоа е Ама тоа, тоа мора да завршила излезе. работа, да. Добро, колку време си во новинарство и може овој дел би му го препуштил и на имейл повеќе да... Па цел живот сум во новинарство. Тоа е, не те прашуваме за годините, не се Не, буквално, значи од 89-та година сум во вечер, како професионален новинар вработен, со придонеси со се, а инаку од пред тоа бев, додека студирав бев во студентски збор, а пред тоа дури и во војска бев новинар, Кореспондент. во редакција листа Војник во Белград. Таму Сум служеше пишувал, во да, Белград? сузе радоснице во очима Браво. војника и така. Имам да ти оставам тебе имел простор да околу другиве теми малку да го расчепкаме горе. Да, на кратко. Немојте Новинарство... многу, немој политика. да. Не политика. Не се Не Не. политика. Уште да ја земам еве како некој што е години во новинарството, во медиумите. Состојбата со медиумите, да речеме, 91 кажа колегата, кога почнува тој плурализам во Македонија и се отвара општеството и кон нови идеи, кон овакво и состојбата сега, да речеме. Имајќи го предвид дека поминавме на едно dark ages, да речеме, темни години. Така? Медиумски. Па не, реално бевме во еден вид, не, нема збор. Бевме, да. по мене еден прелом што би се преклопот кога веќе почнува социјалните медиуми да добиваат замав, знаете, пред после 2008. телевизиите, да. Вест беше исто жртва, некако условно кажано, не Вест, МПМ, нели? Сите вестници. Сите беа вестници, жртва, се, вестници да, беа чисто еден сублимат на кратко, што би можеле некако интервју, пак едно твое гледање. Каде бевме, каде сме сега и каде одиме? Каде би одиле? У медиумскиот простор. Види, се менува, светот се менува, така што и ние мора да се менуваме. Значи, колку и да не сакаме, колку и да сме тврдоглави и да речеме не, јас сакам само печатен медиум, мене ми фали печатен медиум. Да го листа. Не. Ми фали, да. Да го листаш, Мене да. ми фали, меѓутоа прашајте ги децава дали им фали, не ми знаат. Ма не што виделе, печатен да, медиум, моите така деца да сигурно не Да, знаат. И сега, морам да признам дека и мене ми беше тешко. Прво во главата мораш да си направиш некој, да ти кликне дека мораш нешто да смениш. Меѓутоа, ајде да не збориме за медиуми, ајде да збориме за новинарство, да речеме. Да, може. Новинарство си е новинарство. Дали ти го продаваш твојот производ како новинар во печатен медиум, на телевизија, на плоча снимен, на касета, не знам, мислам, еве, во подкаст, новинарството мора да биде новинарство. И тука не сме да има компромис. Тоа е тоа што мене ми смета, ова што се измеша социјални медиуми, инфлуенсери, едно, друго, трето, каде што луѓето веќе не знаат што е што. Значи, ако зборуваме за новинарство, ако зборуваме за редакција, тогаш има правила. Мора на крајот на криштата да имам истражено, морам да земам изјава, морам да имам втора страна, трета страна, морам да дадам бекграунд, историјат, зашто ова претходело на едно, на друго, на трето. Инаку, најлесно е, шлапни слика, напиши таму нешто Кликбейт. и сите ќе ти... Не само кликбейт, ја мислам, разбирам. Види, кликбейт дури не се... Веќе се приметува кликбейт. Кликбейтот се приметува, мислам дека луѓето станаа паметни Да, за до кликбейт. толку, да. Дури кога почнувавме, ние ми викаа зошто не пробаш така? Не. Значи не сакам да ги лажам Добро, луѓето. имаше порано те сметаа за добар вака творец на насловни, до мистер насловна за добрина. Колку насловната го продава? Многу. Така, Ако не. најмногу, ја мислам дека Многу. Мене- Добар наслов добро продава. И јас мислам дека тоа е всушност предимството на Вест, односно на СДК. Еве, уште си го зборам без Вест да. како моје чедо, да речеме, бидејќи јас го направив на крајот на кришта. Моја измислица беше таков да Која биде година? како што беше 2000-та. Што ми беше муабетот дека сега? насловната добро продава. Да. Добар наслов. Значи, луѓето што работат сега во СДК, работеа во Вест и они знаат да направат наслов. И тоа е предимството што го имаме врз другите, бидејќи Точно. посебно врз ајде да не ги навредувам новинари, Апсолутно, вакви, такви, не. меѓутоа најлесно е земи го соопштението, шлапни го, Copy-paste, да. дури соопштенијата Без новинарство, да.
И Си видел една, си видел, Да. си ги видел сите. значи без да знаеш што е најбитното, без да му извлечеш на читателот што е најбитното, оти некогаш веста е позади, најдолу Така. во соопштението. Така што, да, не сакам да се фалам, ама мислам дека добри Добро правиме и пофали наслови, се да. зашто. Ја кога март 2019 кога Треба насловот да биде малце заголицко. да привлекува како не? Како не? Ама не, Ама не да биде не тралалајка, да лажеш, да не биде тралалајка, да не да лажеш, ама да те Да чепне. А бевме познати по добри наслови и добри наслови. Мистер насловна, ја така да памтам барем Види, сега. имавме многу добра школа за наслови уште во вечер. Значи вечер и Нова Македонија беа државни вести. вечер. Значи, Не, вечер имаше добри насловни. многу Ама добро. оддавна Значи се уште збори. во комунизмот збориме, во социјализмот. Ето, Значи, Нова Македонија си беше службениот вестник, Така, кај што беше тоа малце построго, кај што беше малце поздодевно. Вечер, секогаш во вечер се пушташе малце да биде послободно. Значи, дали тоа било политика на партијата, на Така, социјалистички сојуз или не знам како, меѓутоа беше. И јас ја имав таа привилегија, да речеме, која влегов во вечер, ние бевме нели на распад, се менува системот, после тоа веќе и државата се смени, нели станавме независна Yes. држава. Меѓутоа имав таа привилегија дека тогашните уредници мои, главен уредник ми беше Златко Блаер, а заменик покојниот Александар Ивановски, беа многу слободумни. Беа либерални. Значи, не, беа пред времето. Ама дори веќе времето И да јас се бев дојден од студентски збор, нели на бунтовен, ние правиме нешто, И овие ми викаат, а нели мораш да следиш нешто? И сега сите следат, овој следи Сојуз на комунисти, овој следи Сојуз на социјалисти, овој следи синдикати, мене ми рекоа следи Младина. И јас следев Младина, првата работа што ми ја даде онака најсериозна беше да одам на Младинскиот конгрес на Словенија. Која година? 90. 89-та или 89-та, 90-та. Мислам дека беше. Да, 89-та беше есента. Уште веднаш, значи, тоа беше првото нешто. Одам јас во Словенија и они излегуваат со паролата Европа здај. Толку сме далеко. Значи 89-та излегуваат словенците, так. Младина со Младина, нели оној култен вестник Јасно, Младина, јасно, кој што да. уште чат пат го читам, пошто кога ќе помине некој до Словенија, викам ај донесете ми го. Онака, за кејф. кејф. Јас кога Значи Европа здај тогаш се викаше. Ние почнавме да викаме Европа сега некаде 2004 2005-та, година. четврта, пета, тоа беше на Да, има само парола една. И Сонцето Или на е звезда Сонцето и е звезда, така, така, После прав. кандидатски статус 2005-та. Така нешто. Значи Европа здај беше. И Инаку јас за- се уште викам, бе, ајде Европа е беа. И, да, тоа е и чат пати у колумните као на 3-4 пути, знаеш, као абе ја пораснав, остарев. Ма така е. Да. Мислам стварно. Јас кога Види, може да е и привилегија тоа да речеш. Сега не Боже знам мој. како да ти кажам, често пати па си велам, па која има па таа привилегија да биде сведок и во исто време да пишува, и тоа да остане после за идните генерации, нешто што се случувало во една држава, па сега се случува во друга, значи прво била Југославија, Да. сега е Така. независна држава, и во еден систем, а сега е друг систем. Значи ти си го сменил системот. И ти си учествувал во тоа. И си учествувал во Си жив сведок. Ти си сведок, си учествувал во растењето на државата, си учествувал во сите проблеми низ кои што сме поминувале, Кога е ембарга, кога е војна, авионски несреќи, загинување на председател. Ти си сведок. На кој новинар тоа може да му се случи? Негде да речеме. Да, прав. Освен ако не трчат негде и да одат да не знам, во Ирак, во Афганистан, да си ја... Добро, таму маци да опасно си ја- по живот, нели? Да, така. реално Ама нас тоа си ни беше физички секој ден. загрозен. така Инаку е, за насловните, јас март 2019 ја напишав мојата прва колумна за Фокус на покана на Јадранка Костова, она тогаш беше неглавен уредник. И првата колумна ми се викаше Притвори казна, нели, Да. алегорија на, знаеш, На злочини. на злостори казна. Во смисла на тоа дека кај нас притворот стварно и користен како казна и се користи ден денес како казна и прелесно се одредува. Меѓутоа, знаеш како, ја може да се сметам за најпаметен на свет, меѓутоа сепак ти фали искуство и малку гајденс кога почнуваш Така е. некоја нова работа и мене ми се јавува Јадранка, ние не сме те ангажирале, вика тебе за тука ти да ни... Зашто знаеш како круто беше. Да ни солиш памет. Тоа се законските одредби, Да, така се.
Па вика ти тоа ќе отворам законот, вика дај малце полуцидни. Така првите 3, 4, 5 доека знаеш, доека си го фатиш патот и навистина за тоа за добри совети сум им благодарен на Јадранка, после нели они се разделија, јас се разделив со нив и така Многу е тешко секој по свој да пат. пишуваш едноставно. Просто во смисла на едноставно. Значи јас и на Ама најчитано е така. млади новинари кога доаѓале, кога почнувале, еве ги сега и пораснаа тие и многу сум, мислам, се гордам со нив, сум им викал, не е бака, просто, значи просто, ама не просто простачки, така да, едноставно ќе го објасниш, за луѓето да сватат. Нормално. И идејата за сакам да кажам, името за сакам да кажам, беше, прво немаше, првата колумна немаше име. И како без насловите? Па не, имаше некој наслов, меѓутоа излегуваше на трета страна, рубриката немаше, излегуваше на трета страна. Престиж беше на трета страна, у саботно издание во вечер да се појавиш, и мене ми даде уредникот тогаш, ајде напиши, и јас напишав, и него му се бендиса, и вика, ај за следната сабота, и јас следната сабота, и вика да и даеме име. И јас викам, Као рубрика. Па добро, и како? И викам, па сакам да кажам. Значи, мислам, да, сакам да кажам. Ама не, после има, имаше знаеш, проблем, јас сеам тогаш млад, мислам, Кој си ти да детиште, кажеш? излегувам, па не ми се доаѓа на работа, па малце, сваѓаш? И викам, не можам денес да пишам. И Како не може? Ацо, колегата, мислам, заменик уредник беше тогаш, вика, не може, вика, готово. Викам, шо готово? Па вика, читателите нема ти простат, вика, мора да те има, сваќаш? Лоша, добра, ваква, таква мора да има. И сега, за жал или за среќа, еве и тоа уште ме води. Да. Значи, знаеш колку пати во петок ќе ти се јавам некој петок од Сабајле, ако имаш идеја да ми даеш нешто. Седам, вртам пишам телефони, нека да го видиш. не знам, одам, јадам, пијам кафиња 100 пати. Што све нема да измислам? Значи кога ќе биде некоја пократка да знаеме дека си немал инспирација. Па добро, мора, некојаш значи, не некојаш мора. и кратките викам, па ајде со друго да не дефокусираме, ова да биде битно. Така да Просто објаснато. Така. Едноставно. не знаеме. Мислам, Не, ама тоа е, се согласувам, умешноста и разликата помеѓу веројатно новинари, Кратко и јасно. че е да најдеш начин како да го представиш за да може некој Па нормално, просечен да, човек да не те се свати, сите да, академици. знаеш, не може, не секој, особено денес, како сме бомбардирани буквално. Горан збори за едно време малку поодамна. Сега, денеска, ние имаме обсег на внимание на златна рибка. Така. Толку ни стига, затоа што сме цело време под константен, дали се социјални мрежи, медиуми. Се е тоа пропаганда. Без разлика, форма, не, да. и да нека не е пропаганда. може да е и суптилно, може, Но ние сме под десант на информации и мозокот нормално може да процесира само одреден, ме разбираш, не можеме да стигнеме да ги спроцесираме. Што мислите колку луѓе ќе не гледаат вака, ние многу муабет што правиме? 3 Нема секунди, многу, 7 секунди Толку, нешто ако да, излезе. кратко е. Рилче нешто, Ако да. треснеме нешто, може ќе не Рилче, да. гледаат, мислам. Ја Тоа. викам. Кога сме таму, што се случува со администрацијата на Трамп и со одлуката да се еве тоа, ако може да го малку прокоментираме, за блокирање на странската помош, иако таму за разлика кај нас има судии, сега, нели, мислам, многу моќ реално имаат дискутиравме, федералните го судии и дискутиравме, го ја блокираа судските Биде, јас не знам, да, имаше од USAID прилично, мислам, имало како што имало во судството, како има и во медиумите. Од USAID и ден денес има во судството. Блокирана, меѓутоа не знам зашто е тоа ситење тука. На крајот на крајот. Да, кај нас имаше многу Има бран на... многу бранење на тоа. Не, бран затоа на што, ситење. Мислам дека е повеќе незнаење. Да. Луѓето Не, мислат апсолутно. дека тие што има што и се други ситеа интереси или малку се, сега тука не се. Дека мислат дека тоа све отишло во тие невладини, па или отишло во таа помош Тоа е, отишло во апсолутно. медиуми, а многу помош има отидено по општини за Во моментот колку развојни се гради. програми, мислам тоа е за развој. Така што Јас а тоа би- луѓето не знаат. Мислам американците нас не ги спа. Или не се става ги во- прават црквите, ало. Или Мислам, не се до става тоа- вака во фронтлайн. Ја би сакал Емил ко Мислам, човек. аквадуктот ни го прават. Молим те, ние не Ова не можеме сум да знаел. го исчистиме. Ова не сум- Аквадуктот, да. Аквадуктот го ја прават во Горан ќе ти кажам, амбасадорскиот значи фонд. ја Горан ќе ти кажам дека во Перивлепта ја реновира. Во основниот граѓански Помпео суд- дојде да ја отвара, да ја види што реновирале од амбасадорски фонд Перивлепта. И сега ај ќе се ситиме. Значи, основниот граѓански суд во Скопје допред 10 години немаше тоалет.
и се направија со пари од USAID. Мислам, тоа е срамота да се каже да ние не можеме сами да си направиме два тоалети, ама бидејќи ја бев еднаш со странка. Ургентниот центар во војна болница Како бивша да ви 8 кажам? септември е направен Премногу. Но Многу, сакам- со нив, многу. со пари од америчка војска, Хрват- затоа што тоа е first response, нели, unity од Така, Косово, да, пошто да, не и дај за- Боже. и И после ние, ај што не можеме тоа да го држиме, него ние уште шлапнавме изграда уште една за да го уништиме и тој first response unit. Тоа е тоа. Мене сакам Емил како човек што се има занимавано активно, пасивно со политика, малку тој дел да ми го прокоментира во делот на сатанизација на таа странска помош. Са види, На да не се кратко. лажеме, бесплатен ручек нема, но од друга страна кај нас па би рекол дека одредени политичари тоа го имаат до степен на вулгаризирано, значи би сакал Емил малце вака кратка анализа ни даде, затоа што јас се сеќавам, јас сум видел лично да и као конзервативни партии учествувале и пари земале од таков тип на програми и проекти правеле заедно. Така да каде сметаш дека е проблемот? Дали е пропаганда, тесно партиски На интерес? кратко, една минута, ако дозволите, моје некое видување лично. Верувам дека и председателот Трамп доби гласови, една од причините за кои меѓу другото, не кажувам, не знам точно, не сум бил, но и тоа со странската помош, врз кој основ веројатно он се знае. Прочитав пред некој ден 27 јануари, мислам дека Марко Рубио, новиот што е секретар, државен секретар, он негова одлука по налог претпоставувам на Трамп. Ќе се согласам со Горан дека USAID веројатно така се намести наративот, особено кај нас и така се доживува таа странска помош како Беше шарена револуција, едно Так. друго, па после разочарувањето од шарена револуција, нормално. Што е реално? никој не тоа ги е. гледа тие, знаеш, структурни мерки што ги кажува, што еве ти што ги кажа вецињата во основен суд, ургентниот центар, тоа се аквадуктот, смешно е. и милиарда Сите судници други. кај нас се така да знаеш, оди пред судниците пишува. Да пишува дека Опремено од се прави, USA. Е така, значи Види, жално е тоа да се. Види, Нема од врска USAID дека стои имаме, опремено. од Тика, од Турција имаме. Турциве, да. Турција има. Па секој второ амбулантно возило од Тика. Од детска клиника Тика. Ургентниот центар. Мислам, Амбулантните возила, види. мислам, да. Јапонија, не знаеме Јапонија што све не има. Бог знае дадено. колку, ама тие се добрите пари изгледа. Тука е некако Не за парите. наративот каков е? А Швајцарија, најголем донатор е Швајцарија? Како се викаше Никој голема не знае. владина цивика, не. Како се Не, швајцарска агенција за поддршка на Швајцарска- развој, А, не се, сум. тоа не, Тука тој дел- цивика се невладина, но швајцарците своето влијание го шират преку швајцарската агенција за поддршка и развој. Тоа се земји како Шведска? САД, како Шведска е сега втор донатор. после Холандија? Швајцарија. Холандија беше порано, Преку сега не е амбасада толку, повеќе. меѓутоа Норвешка пак, има чат пат исто. така што Јас мислам дека сега, USAID, ова фондове, се извинувам, што е странската помош запрена, ќе има побуна внатре, прво во Америка, мислам дека самите американци ќе се дигнат за тоа што Дека го блокираа мислам примерно, колку пак за да, а од друга страна мислам дека ќе се реструктурира и на некој друг начин веројатно пак ќе стигнува таа странска помош, ето затоа што пред се контрола на крај на краишта. пред се да си имаат и стратешки правиш интереси. мрежа. No such thing as free lunch. Така Да, што не за фриланс, но од прилика по Сега мене си наивен да веруваш дека биде така меѓу да, тоа. Да. мислам, да, но еве испорачуваш. Значи ти да, сметаш Пошто дека види, ние многу нема- што нема да се смени. види, ние имаме подпишано договор за стратешко партнерство. Партнерство, да. Значи не е тоа на Значи, ниво на 2005 која Израел. Да. Меѓутоа е стратешко, веднаш да. после 2008 кога не зафркна, кога не влеговме во Као утешна награда. Во НАТО како утешна награда, Точно, нели точно. Милошовски со Кондолиза Рајс подпишуваше. Точно, така беше. Така што Точно. Кажи ми на малку Си поинтересна постои тема. тоа, си стои. Те тужеле ли некојаш? Си тужал ли некој Леле. за клевети, за навреди, за Па порано кога Кога беше пред да биде криминализирано? декриминализирана клеветата, Беше кривично дело. Поправиме ако грешам во Кривично дело правнички беше, изрази. Па може имав едно 30 на тужби за клевета. против тебе? Против мене, против новинари што пишувале. Види, прво, на пример, на почеток вестникот беше собственик на вестникот беше Фершпет. Па си се занесуваа луѓето, богата компанија, дај ќе фукнеме тужба. После дојде ВАЦ уште побогата компанија. Да. А овие германци имаат пари дај ќе тужиме и така. Сум имал неколку така посериозни, не сум осуден до сега. Не си? Не сум Значи, осуден. сите сте ги бутнале? Сум се па добро се. Нешто се имало. повлекло, нешто се договорило. Нешто се повлекло, нешто се договорило, нешто ќе се Ама вака некоја извиниш. поинтересна можеш. Леле, има многу интересни, Не, не знам. некои те тужат. Не мора со имења, не мора Да, со имења, чисто вака чисто да бета да имаме прилика и гледачите Вака да од- видат. или по глупост, по што те тужиле за глупост. Глупост, имавме една
Ето ти спомна, ние обично во ВЕС правевме така атрактивни, насловни и бидејќи и либерален вестник сум, јас сум либерал, мислам, не по партиска определба, него либерал сум по сваќање. И таков ми беше вестникот, таков сакав да го правам, нели? Уште тогаш уфрливме ние секси ќоше едно. Да, имаше секси ќоше, да. Тоа беа све. Револуционерни моменти. Нели имаше како анонимно секси ќоше, анонимно беше го? Барби. Која Барби ќе ни откриеш? Не. Не, добро. Не, да ви откријам, да. Добро. И Добро бе, легитимно да се пробаме. Легитимно бе, Пробај готово, да, пробаме, да. Пробај. И зашто беше тужбата? За и наслоната. пред Велик ден нешто така реков, викам, викам да направиме тема зашто поповите носат брада. Стварно не ми е јасно зашто носат поповите брада. И не ми било. И викам одете правете. И отида кај еден свештеник поп, мислам што држеше некоја епархија, мислам. И многу беше фин човекот све и он тој на новинарката и рече, па вика во муабетот, поп без брада ти е како жена без цицки. Одлична наслов. И не знам се тука, ќе правите или не правите, ама не е битно. И јас штрак, поп без брада е како жена без цицки. Попот го земале таму тој нивниот црковен суд, го пееле, го суделе, го правеле, не знам што. И да кажа како подрум без зајварда. Попот зема да ја тужи редакцијата, мене, новинарката. Да, така иде. Зошто сме ставиле, не рекол така, како рекол све. И ние одевме на суд. И одевме на суд, па јас носев сведоци кои што фоторепортерот кој што да потврди дека е така. Попот ни бараше пари дека бидејќи него го расчиниле после. Лош. Ама после го учиниле пак. После правевме истражувачко новинарство за Попот. Најдовме дека тој па и друго нешто, ја оставил попадијата, па земал друга некоја, па таму нешто па. И голема излезе работата. Во принцип мислам судијата многу фино се забавуваше. Јас уште го чувам. Добро, да, и тој записник го чувам, значи многу беше. Мора да ми го даеш. Чисто вака јас да го проследам. Исто имавме една интересна работа, една позната старлета. Не ја имавме објавено дека била поправена ли така дека нешто. Страшно. И оваа тужеше дека, односно не тужеше, туку фати врски, ама тоаш више не беше ВАЦ, туку беше новиот менеджмент. Тука локалниот менеджмент, да. И они беа многу. Локалниот менеджмент не ни кажува. Да. Локален менеджмент. И локалниот менеджмент они почна таа бидејќи беше старлета, почна да им се јавува по телефони, да бара извинување, па сме ја ретуширале, по ова, по она и она нив како демант им праќа слики кај што е ретуширана. Демек, ние нарочно сме ја објавиле бидејќи била за да ја уништиме кариерата и мислам старлета кариера има врска, да. И сега еве ти знаеш адвокат, што е? Мислам, викам добро, што ме така, еве. Тоа е лична перцепција, не може да се тужи за тоа. Нема проблем. А вие се извините. И ние се извинивме, господјо таа и таа на наслов на толкава, пошто бараше на наслов се извиниме. Извини, убава си. И да после нема капацитет тоа да го свати сексот, ме разбира. Па не го свати, дури ни адвокатката незина изгледа не го свати или сакаше само да иземе пари или била другарка, не знам. Не, представувај така сега. И адвокаци. Добивме две тужби. Ама бидејќи текстот втор не беше потпишан, земала адвокатката и цел импресум го. Не, така треба уредник го да го тужи. Значи, главен уредник, технички уредник, фоторепортер, уредник на политичка рубрика, уредник на култура и ние одиме на суд. 50 души. Судиката не знаеше што да каже, мислам, стварно беше. И проба со фино на адвокатката да рече, добро ја посоветувавте ли клиентката дека ова не бива вака и така нешто, не, ке тужи. Добро. И ние одевме и сите се редевме, буквално. Уредник на политичка, уредник најуредно судиката само пишува таа записничарката. Тоа само да го отвориш записникот така што, еден саат. Тоа беше и изгуби нормално, не како да докажеш така таа нема збор, да. И имав исто една интересна, имавме фатено на плажа нешто оддалеку во Струга во Калишта, некоја топлес. Така. Меѓутоа ништо драматично. Не битно најавен простор не е забранен. Сега, ајде, ќе тужи за заштита на приватност ли беше, па најавен простор не па она све, па добро. Отидовме таму и
едноставно јас побарав да дојде за да, мислам, адвокатката моја тоа ме посоветува да го кажам дека да побарам да видиме да вештачиме дали се нејзините или не се, дали е тоа. Така што тоа е тоа. Имавме од една исто проминентна, да речеме, позната. Старлета? Пак старлета? Не старлета, него така во политички NGO бизнис и во правда и така во тој дел. Кој што ме тужеше за изнесење убава жена така. За колумни. За буквално зборуваме за убава жена. За колумни. Така. Па се добро. Колешка моја. И она почна таму да ме убедува дека јас сум бил, не знам, опседнат со неа, па зашто сум ми праќал фотографии, па ова пона, и на крај вика нема еден збор за мене во вест, демек. Убав збор. Да, убав збор, и јас викам не е тачно, другиот ден однесов насловна страна, кај што имаше само убави збор. Најубавите нозе ги има она. Да, знам за кои се работи, претпоставам, сега не е важно да го Не кажеме. е важно, да. Емил, мислиш дека изумираат печатените медиуми? Печатените Или дека немаат иднина? Мртви се веќе печатените медиуми. Да, не, мртви. Не сум јас тој што кажува. Тоа са твоја перцепција? Моја перцепција, да. Иако кажа гора на почетокот, нас уште ни се го држиме, еве. Јас уште купувам. Не памтам од која немам. Но децава, мислам, подмладиве генерации веќе Тури интернетот веројатно си го прави свој. Телевизиите нема да изумрат, меѓутоа за 5-10 години не знам кој ќе чита печатен медиум. Јас се уште сум оптимист и мислам дека може. Значи може? не печатен во смисла на дневен медиум, дневен весник, Неделници. убав магазин, Така, неделник, тоа да. месечник. Меѓутоа дневни вестници убава хартија, така убаво да ти замириса, нешто убаво да прочиташ. Оти ти на телефон, друга тежина. друго е, нема не збор, можеш да нема читаш збор. анализа. Колку што можеш онлайн Не книга да можам читаш. интервју да читам на Така. телефон. Не може да ми... Значи, видеото ќе го видам 5 секунди, 10, 15, 30, толку. Значи, многу станавме, како да речам, Дигитални лесни. дебили. Не, лесни, баш, така. Ево и тоа Дај да помине, толку. да се надоврзам, ете, исто ме И интересира. сите, јас станав таков. Мислам, сите тоа е што ти трагедијата. Тоа како еве по тебе, како технологијата, еве особено вештачка интелигенција денеска, кај што секој мисли дека со помош на ChatGPT секој може, знаеш како јас што гледам Џордан, кога го гледам Мајкл Џордан, се ја можам да играм кошарка, играм кошарка, ама сеќаш. Има кошарка. Значи имено ChatGPT или било кој енџин, ChatGPT не може да дојде на се согласувам 100% на во таа лице место насока. и да го потврди тоа. Во таа насока ми е прашањето. Преку улица да се запали зграда некоја, ChatGPT нема да знае дека се запалила зграда. Не, за тој и сметам и за тој се делат Нема да умре новинарството секако Не во и таа смисла. мислам дека Не, ќе си дојде се на со свое. печатени медиум. Еве во Македонија јас колку што знам се 3 весника останати печатени дневни со тираж некој смешан успоредно. Нема дневник. Не, дневни вестници, дневни. да. Да не ги кажуваме, 3 са македонски, има еден албански, кај што си обврзан да речеме ако работиш во државно, нели мора да ги објавиш, да. Така. јавни Ама објави, така и јавни повици преживуваат, и така нормално е натаму, тоа, да. Но каде не знам, еве, Знаеш збориме. што е пострашно од тоа? Пострашно е што не остана архива. Тоа е многу страшно. Тоа е Тоа е пострашно. многу, тоа е Така, тоа е престрашно. Значи има архива Дигитална архива, само не, во не. НУП, меѓутоа архива од времето, мислам Одлична дека и Нова поента. Македонија ја чува архивата. Нова Македонија, ако е приватна. Зашто ми кажеш дека вечер нема архива? За вечер не сум сигурен, али вест утрински. Ништа. Ги нема трак. На тај МК има у Нема архива, трак. Не сте ги но само Значи, текстуален Значи, дел. ние ги стававме на... Мислам, се правеа во големи книги, се печатеа, у класери се става. Каде отишло тоа? Што се правело? Се Не се продало, не се дигитализирало, продало, не- се уништило, Не сте знаеме. дигитализирале, не. Значи, архива нема дигитална. Тоа ми е прашање. На дневни, Генерално. на историја, цела историја нас не фали. Нема Да, баш дигитална така. историја. Тоа е многу голем И тоа е, проблем. тоа е страшното. Како не? Тоа е страшното. И затоа јас сум исто лут на газдите на МПМ, затоа што ако ништо друго, бар архивата бре зачуваја. Си трпел ли некад притисок? Политичари, Многу. газди преку... Предпоставувам дека да, сега си вака поекспонирано новинарско перо. Па многу, па и види. Види, у Македонија, Не може да нема притисок. прво,
Мала земја, секој со секого се знае. Така, да. Ти утре ќе ми се јавиш. Поздрави. до некого И ќе ми речеш ај сега Сега таа, зборам ако за директно, може, не баш сега да ти сяваме те завод, но се така. знае, притисок. Притисок имаше многу време на Груевски во последната Етапа, од Во последната 2014 на така беа на хард. Откако го купи АМП. Тоа беше која година? Да. Тоа Па, 11, после 2012. Од 2012, да. Знаеш како, кога зборуваме за... Значи, до 2012 беше ВАЦ, газда, и тогаш имало обиди, меѓутоа многу лесно се решавала, бидејќи беше, јас тоа мислам, може не, многу луѓе не би се согласиле, меѓутоа јас тоа многу пати го кажувам. Тоа беше златното доба на македонско новинарство. Која година ми Во зборуваш? време од 2004 до 2012. Па добро, да, може да се согласам. Затоа што согласувам. Ајде, кој беше имавме тогаш? Не само- компанија која што водеше медиумски бизнис, имавме каде да се пожалиме, значи, ако имав притисок, апсолутно можев да се пожалам во Горе. есен, во Северна Рана Весфалија, во Германија, и се почитуваше. По македонски стандарди се почитуваше, меѓутоа, хартијата беше германска. Така. Германски стандард беше Така. одвојувањето на уредувачка политика од одвојување од комерцијална политика. Значи, имало јавување ово она, меѓутоа, ако одиме по словото на законот, по тоа што тебе ти овозможиле германците, што ти го ставиле како документ, ти си раат. Јас сум главен уредник, мене и таков ми беше договорот. Ти само прави тиражи. Нормално, Друго да. не. А друг ќе се грижи дали ќе донесе реклами или не. Ти само прави тиражи. А ова другово, да почне главен уредник да бара пари, реклами, едно друго, тоа е, може и не е рекет, меѓутоа пак некако, Пробуваат. па, нормално е тоа. И сега знаеш Ама и ќе сегде го има, луѓе знаеш што мислат дека само на Сегде. И Балкан сега тоа после- го има дека После тоа ќе ти рече дали што е пострашно, дали да ти ги даде парите странски донатор кој што има не знам Икс какви, интереси. Икс интереси, или некој домашен кој што па А тие се домашни пари, добри. кој што па ќе ти се јавува и ќе ти вика зашто си го ставил овој на наслов. Така. Тоа е. За прикрај би сакал на кратко вака на тема прашање кој што мене ми се нели вака блиски, а тоа е ја многу доцна уствари дознав, иако требаше да се водам по презимето твое, дека всушност етнички влав по татко, ако не се лажам. По татко, да. Мајка ти не е влајнка, Не, не. Дел од власиве у Македонија имаат имаат стариве влашки имиња, дел се менувани во време Да, односно моето е српско. сменето, да. Да, меѓутоа се така менувани, нели, кај мене Митровски некој бил Митро од стариве, кај тебе бил веројатно Михајлов бил мој некој прадедо таму, да. Говориш влашки? Не. Не говори ич. Апсолутно, само воопшто ич. цифац знам да кажам. Цифац. Фаци, уна дао треја тоа. Треј, да, 1, 2, 3. И јас сум влав, се извинувам. Цифац е што Не, беш? па види, мене ми не ме изненадувај. чувала. Озбилно. Од Крушева. Пола. Мајка ми е од Крушева. Да, Мајка те Влајнка од Крушева? Влајнка од Крушева. Видео, тоа знам, готово. Ете, ти ова сега бермудскиот Готово триаголник. направивме Подкастот Влашко- е завера. Влашко лоби и сега готово. Тоа сакам да те Тешко прашам. нас Кај, ќе биде. да, кој ќе искочи Околу сега? тоа сакав да го збориме. Да. Многу се пишувало за тоа фамозно влашко лоби, кое што по мене, ако ме прашаш, потекнува од дали Васко Ефтов на времето вечер ги имаше не големите 10 директори, од кои што 2-3 беа. Ја прво од тие луѓе, дел и лично ги познам, ја ти тврдам дека сад дел се и покојни нормално, дека тие пре очите би си ги скопале меѓу себе, Па, отколку да и тоа е многу повеќе мит, затоа што верувај ми дека сме народ што изумира, 70% од популацијата не го знае јазикот не е ни кодификуван. Сега ќе ти откриам нешто, никогаш не сум ти го кажал. Ајде. Мислам, не сум го открил сега. Така дај ни некој Не е нешто ексклузива, страшно, да. Да, бе. Значи вечер пропаѓа. Имаме плати, немаме плати, не делат. Ти си на ВМРО, ти си на ДЕА, тогаш беше да, курката. Јас се појавувам нешто, правевме штрајкови нешто, не знам што, нели, као бунтови нешто правевме. Се појавувам по телевизии, пропаѓа вечер, не пропаѓа, не знам што. И вечерта се случува промоција на Калиопи. Значи, Да, влашка влашко лоби. врска имаме, една. Промоција на Калиопи у Александар Палас. Опа. Доаѓа еден господин Не, позади мене заговор. и ме типка и вика, држ се, држ се. Ја викам, што па те гледам на телевизија, држ се. И
Вака го гледам, викам, што? Штерио сум ја, вика. Штерио. Викам, ова е Штерио од Фершпет, ова е големиот Фамозниот, Штерио од Фершпет, да. фамозниот, ваму таму, да. Ај, дој ти до кај мене утре. Така почна после приказната. Така почна за вест Така да приказната. почна приказната и Супер. Со Ете го лалите. Дашкото лови. многу беше сега изгледа многу едноставна, меѓутоа беше стресно, ама дете направи ми список што треба да ја правиме вестник. Тоа беше. Така почна Тоа вест. тогаш и беше у зенитот на неговата Па, моќ, да можеше да се така беше, дозволи да, и така почна вест. Алфа после вас ја Да, после стартува? нас. Да, беше веќе бевме продадени на ВАЦ. на германците, да. Веќе бевме Добро, продадени фактично на они германците, меѓутоа они тие добар 2 бизнис години си додека направил. беше Фершпет имавме исто една Слобода? да, апсолутно. Никак Освен што лалитега не се... освен не, ми се јавувал на пример да ми контролира каде ни е колата. Не. Имавме службена кола. Како прав И са- цинцар. Не, едноставно. Добро се. Дете. Кај Како кола? прав цинцар. Дете, кај ти беше вчера колата? Ја викам, немам појма сега. GPS закачил в главата. Дај, ама не, колите ни беа со вест, не Да, ли читай мисли слободно. да. И не можеше да не ги видиш. Да. И ја викам, не знам, чекај да видам тоа книгите, ја не се бавев со тоа, да видам тоа книгите, а иначе ти строго, Да. мораш тоа да водиш патен налог едно друго. Тоа е многу озбилна фирма. За разлика од многу мои колеги кои што во други медии разбираме, работа да. не беше толку озбилно, ова беше баш озбилна фирма. И одам таму и викам, кај била? У Меджитлија. И му се јавам, викам у Меджитлија. Ту си А, го- добро. Таму Демек, може. Таму може. Неговиот е. И уште еднаш се појави негде 8 сат и само се јави вика јас сум знаел дека ова е параспор, ама вакво нешто. Па нема никој тука, само секретарката, па викам чекаме човече, па ние у 9 у 10 идеме на работа, сега седиме. Значи тоа беше, инаку немаше едно јавување немало. За За притисок овој да ова напишеш, тренутата, за да. овој да напишеш, за нас да напишеш, да. Едно, Тоа е супер. буквално. И толку сме биле слободни, значи стварно тоа одговорно тврдам дека тоа беше стварно едно одлично време. Они после не продадоа. Он Дел, врши. меѓутоа дел задржа. И добар бизнис си направил. Дел задржа, така што со ВАЦ акционери, заедно? да, со ВАЦ задржа дел. Памет. И Не, се гледаше Беше- тоа квалитетот баш на... беше онака, мислам. Ако не Имавме се- многу добра логистика, значи стварно имавме. Ако не добра се лажам, бидејќи сега пак е тоа нели поодамна, јас сум помлад од тебе, дека вие го скративте први форматот од оние големи вечер, да, вие го кратењето скративте на форматот исто има една интересна приказка, сега не знам и тоа дали. Ајде, кажи ја Ајде, при ајде. крај. Не бе ќе ја кажам, ама не знам кој ќе гледа и кого се занима веќе тоа. Немој Значи, така. кога го правев вест, сакав да биде поинаков од другите. Уствари прво е воведов ја слоган на вечер поинаков од другите. Ако се сеќаваш, правевме некои годишни представи, биравме најпознати лица, едно, Да, друго, не трето. ми текнува на тоа, не. И имаше такво нешто, како што Во беа вечер 12 зборувам? Да, Во во маска вечер. за Јас бев- величествените? Јас Не бев го памтам главен тоа. уредник околу година дена и толку мене ми падна таа привилегија. Да речеме да морам да ја правиме во универзална сала. И тогаш исто ги искористив моите познанства. Игор Џамбазов и Весна Петрушевска ни направија химна на вечер, што не знам дали постои негдека. Не ја памтам И ни таа. пееа на клавир вечер поинаков од другите. Така завршуваше, мислам. Баш беше онака. Мислам, и сега викам, јас сакам каков, кога ме праша каков, ќе правам, викам, вест како Mirror. Сакам како Mirror да биде, како англискиот. Добро. Значи да личи на таблоид, ама да не биде таблоид сан, Да. да има гола женска, ама да не биде на насловна страна. Туку внатре ќе ја ставиме, бидејќи тогаш не беше тоа средина, не интернетот беше- многу достапно све. Не беше туку на вака средина? Зграбчи го На денот. Средина беше да, голата, да. Да, зграбчи го денот. Зграбчи го денот, И да. тоа стана еден бренд. Така. И другото све ќе биде озбилно, меѓутоа малце ќе внесеме и хумор и Така, мислам, така, И така. се- И Sexy ќе има Q&A. се. Да. Значи мора да има се. Кога има весник, мора да има се. Значи мора да има политика, мора да има култура, мора да има естрада, мора да има спорт, мора да има Се. се. И го направивме како Mirror, меѓутоа после тоа моравме да менуваме печатница, едно, друго, трето. И мене многу ми се допаѓаше Кронен Цајтунг во Аустрија. Кронен Цајтунг во тоа време се печатеше у некој 1.000.000 примероци, Што збориш? што е
Незамисливо. Нели они вика билте најтиражен, меѓутоа билте 8 милиони у однос на Германија, а овде милион. Значи, ако сте виделе у Аустрија, кога ќе влезеш на аеродром во Виена, сите читаат Кронен Цајтунг. Чита. Сега веќе не знам дали е така, и викам ваков сакам да биде, со тоа што Кронен Цајтунг беше десничарски, конзервативен и така, меѓутоа ние веќе бевме дел од ВАЦ и јас побарав да отидам до Кронен Цајтунг да видам тоа како функционира. Нормално ми овозможија, све што ќе побара главен уредник се овозможуваше буквално стварно, само да иде напред работата. Отидов таму, решив ќе го правам. Ќе го правиме. И тогаш направивме финта, сега веќе можам да ја откриам бидејќи не постојат. Отпечативме пола тираж во поголем, како Мирор, пола како Кронен Цајтунг и рековме Што ќе се продава повеќе? Бирајте вие. Демек народот да бира и народот нормално го избра тоа. Така, меѓутоа они толку беа некако уплашени што прави се овој доле. И ни пратија ментор имавме од еден од главните уредници на ВАЦовите вестници во Германија. Ни пратија да види како да работа функционира. И тоа он германец. Тоа беше некоја еуфорија, ние тука. И викам, ај сега, од тука идеме, баш по македонски. Од главен уредник во Германија, тоа ти е Мерцедес, едно, друго, трето. Не, јас седнав у колата моја, викам, седи до мене, идеме се. И првата будка, тидов купив пива, кока-коли, сокови, ај упечатница, давање, печатиме, оти големиот формат се печаташе у Кочани, малиот тука во МП, во графички центар. Тоа, овој беше изненаден, што се случи. Викам, ај сега во дистрибуција колпортерите чекаат нив. Пијачка, едно, друго, трето. Тргам, кажаат добра логистика. И вика, сега што правиме? Демек, и сега викам, сега ќе идеме, низ цел град да ги видиш билбордите, да ти се пожалам дека не ни дадовте доволно пари за маркетинг. И викам, види ги. И овој седна и му се уаше на Бодо Хомбах тогаш, што беше, не знам што, битно нешто у ВАЦ. Му се уаше и му вика, Хер Хомбах, вика, многу добро ова, ама вика, билбордиве не чинат, нешто многу се негде, шо е ова? Викаме, негде по патот. Да. И така што, и тргна, после стварно тргна. Веднаш имавме 30% поголем тираж со мали. Ама чувствував дека така ќе биде. Даваш повеќе, значи со истите пари даваш повеќе. И повеќе страни имаш. Повеќе страни, подебело е, убаво изгледа, повеќе колор имаше. Така што даваш повеќе, лесно за читање и луѓето го се навикнаа. Емил, дали нешто сметаш дека испуштивме да зборнеме со... Па не, сигурно сме испуштиле многу работи, ќе го викнеме уште еднаш. Ти сакаш да ми збориш за вежбањето нешто ја. Он сакаше за вежбање. Да. Може за крај тоа да ни го кажеш, видов дека имате кампања која почна кога сега веднаш Па после нова година кампања. Сакам да вежбам. И голем поздрав Види. до Ангела. Да. И беше јас не запознам од 17 години на активно вежба во иста теретана, вежбавме во Карпош 3, се тоа порано беше, нели? Сам ме барама, она е се уште многу активна и многу физички спремна. Па пред малку кажав. Цело е кога има се. Значи мора да има се. И сега ти едноставно мене ми фали. Ми фали печатен медиум, ми фали медиум што има се. И едноставно викам сега нема да имаме само колумна, нема да имаме политика, нема да имаме само култура. Дај викам да ставиме и нешто што е Спорт. Па не е ни спорт. Па е и не е, да. Ама како да го направиме? Бај да го направиме да не биде досадно, не сакам нели строг некој тренер да вика вака да правиш работа таму. Ајде ќе најдеме млади момче и девојче. Ќе видиме. Одиш ли уште у истата теретана? Да, одам. Јас сум сега на стендбај, меѓутоа ќе почнеме. Горан, ти благодарам што дојде да ни испочитуваш, ти се извинувам што на почетокот веднаш почнавме на ти без да те прашаме дали ќе ти пречи, се надевам дека тоа не ти пречи во некој послободен формат на подкастот. Многу се прави како и да е, ти благодарам. Конфузија што е подкаст, што е интервју. Јас обично на интервју во телевизија избегнувам додам бидејќи не знам многу. И тука малку морав да те убедувам, не. Нели на влашко лоби да те влечам, меѓутоа ти благодарам што ни беше гостин, го цениме твоето присуство. Фала и од мене. Фала. Супер. И нека ви тргне работата. Фала. Убаво да биде, не знам да Нека ни истуриме тргне. вода. Да тргне.
Фрлај Баба на ми, камера. баба ми така правеше, баба ми Кираца, еве и со ова стварно ќе завршиме, баба ми Кираца беше на мајка ми мајка, она беше 34-та родена, 2014-та и живеа вака убаво долго. Меѓутоа жената беше елементарно неписмена во смисла ден школа немаше, али вака доста интелигентна жена и она тоа го имаше. Јас станувам прва факултет, она кај нас беше тогаш дојдена во Скопје од Штип и кафе ми пре, ја викам бабо идам да полагам испит. Чекај, викам што иде по мене. Фу, водата. Да, па. Викам, шо преш? За- Ами ја не сум за го знаел, среќа, да. па вика за среќа, викам ако не сум учел, не, вика. Мора водата. Да врви. Така. Баш ви благодарам. Фала.